Американската пианистка со блескава уметничка кариера Клер Хуангчи ќе го отвори јубилејното 65-то издание на фестивалот Охридско лето на 12 јули на Античкиот театар во Охрид. Првиот човек на Охридско лето, директорот Ѓорги Цуцковски, соопшти дека годинешното јубилејно 65-то издание на фестивалот ќе биде одбележано и со богата роденденска програма. Како што информира музичката селекторка на фестивалот Симона Ѓорчева, музичката програма годинава ќе понуди 29 музички настани со учество на повеќе од 300 уметници од САД, Кина и Европа. Целта според неа е да се создаде платформа за културна размена на врвно ниво со уметници чиј втор дом се најреномираните светски концертни сали. Според селекторот на драмската програма Ненад Витанов, фестивалот Охридско лето е конципиран како меѓународна уметничка платформа за промоција и изведба на најдобрите уметнички дела од Македонија и светот. Годинава на Охридско лето ќе бидат одиграни две премиери: театарската представа Амадеус во продукција на Турски театар Скопје и театарската представа Рута во продукција на Драмски театар Скопје, а европска премиера ќе има и театарската представа Електра во продукција на Театарската асоциација од Јужна Кореја и фестивалот Охридско лето. Покрај тоа што најмладата публика ќе ужива во театарската представа на Охо продукција, сите уживатели на театарот ќе имаат можност да ја видат представата која е најнаградувана годинава и воедно и представа на годината, 12 во продукција на Македонски народен театар. Ќе биде изведена монодрамата Сите најубави нешта со Игор Ангелов. Темата уметноста трансформира, укажува на моќта на уметноста да го променува општеството, да инспирира и да создава нови перспективи. Висококвалитетната програма на фестивалот вклучува настапи од реномирани уметници и групи, што го прави местото каде што се спојуваат традицијата и современите уметнички изрази. За свеченото отворање под наслов Трансформација на сетилата со особена чест ги најавувам Едвин Аутвотер, диригент, Клер Хуангчи, пијано од Соединетите Американски држави, Оркестарот на Македонската филхармонија и Рафаел Карико, визуелен дизајнер. На Античкиот театар ќе приредиме исклучително музичко-визуелно доживување со импресивни видеопроекции и употреба на најсовремени визуелни технологии. Охридско лето за прв пат излегува од рамките на познатите сцени, со што на 3 август го презентираме мега спектаклот Кармина Бурана, Симфонија на битовите во изведба на повеќе од 70 уметници, заедно на сцена, со познатото електронско дуо IDQ од Република Србија, со што воедно ќе започнеме и прославата по повод роденденот на фестивалот, кој идниот ден ќе биде прославен онака како што фестивалот е формиран. Со рецитал на оперската пејачка, тогаш истакнатата Ана Липшатофовиќ, а сега со нашата примадона со најголема интернационална кариера и бисерен глас Ана Дурловски. При концепирање на програмата запазени се највисоките критериуми на фестивалот, со што со гордост го најавувам кремот на светската музичка елита во Охрид. Би ги издвоил најеминентните пианисти на денешницата: Михаил Плетњов, Лукаш Вондрачев, виолинистите Вадим Гузван и Джек Либек, виолончелистот Даниел Мулер-Шут, како и легендарната кастанјета уметница Лучера Тено, дуо со еден од најзастапените светски харфисти Хавиер де Маестре, како и многу други. Особено сум горд на годачкиот квартет на Кралскиот концерт Гебау од Холандија, како и оркестарот Симфонијета ди Болоња, како представници на најпрестижните национални оркестри во светот воопшто. Представа за деца, како и 2 джез концерти, меѓу кои еден од познатиот охридски уметник Дамјан Пејчиновски и неизбежниот национален джез оркестар со најголемата звезда Шон Кути представуваат збогатување на програмата со тенденција да се допре и до најсофистицираните уметнички уживатели. Како и секогаш досега, Охридско лето ќе се гордее со незаборавни мигови кои со неверојатно темпо и возбуда се подготвуваат во различни театарски куки. Покрај тоа што најмладата публика ќе ужива во театарска представа на Охо продукција, сите уживатели на театарот оваа година ќе имаат можност да ја видат представата која е најнаградувана годинава, воедно и представа на годината, 12 во продукција на Македонскиот народен театар. Монодрамата со Игор Ангелов, повторно излегувајќи од стандардните сцени на посебно место кое се вклопува во целата приказна и ќе биде доживување за публиката.
Годинава на програмата ќе бидат одиграни 2 премиери во продукција на Турскиот театар од Скопје и Драмскиот театар од Скопје. Фестивалот ќе го затвориме со уште една премиерна изведба на Антички театар. Се работи за театарската представа Електра во режија на реномираниот Дејан Пројковски, а во продукција на Театарската асоциација од Јужна Кореја и НУ Охридско лето. Воедно неизбежна алка на уметничката креација на фестивалот се нашите селектори, музичкиот селектор Симона Ѓурчева и драмскиот селектор Ненад Витанов, на кои сум неизмерно благодарен за високо професионалниот ангажман и одговорен пристап кон институцијата која ја представуваме. Исто така изразуваме благодарност и до сите останати поддржувачи на фестивалот, до општина Охрид, до амбасадите во државата, како и до целиот дипломатски корпус. Исто така, вашата посветеност и верба во уметноста и културата се основа на која се гради иднина на нашето културно наследство. Благодарност до сите медиуми и до тимот на Охридско лето, без чија помош и поддршка фестивалот не би можел да биде реализиран. Со заеднички напори продолжуваме да ги трансформираме нашите идеи во уметност и да создаваме искуства кои ќе останат во сеќавање на сите нас. 65 години не е само бројка, тоа е наследство, тоа е патека изградена со љубов, со страст и со посветеност. Тоа е доказ дека уметноста, кога е искрена и квалитетна, преживува се времења, предизвици и генерации. Охридско лето е многу повеќе од фестивал. Тоа е символ на културната зрелост на нашата држава, символ на отвореност кон светот, символ на врвната уметност и културен амбасадор на нашата земја. И оваа година фестивалот, како што слушнавме од директорот, ќе донесе програма која го задржува врвниот уметнички стандард, но и ќе отвара врата на нови културни перспективи. Ќе имаме уметници од меѓународен ранг, но и македонски имиња кои и реално и блескаат и на македонската, но и на светските сцени. Солисти, оркестари, театарски ансамбли, модерни проекти и традиционални изведби. Сепак, дозволете ми уште еднаш да потенцирам дека една важна димензија на фестивалот Охридско лето е што и голем двигател на туризмот и во текот на фестивалските денови Охрид станува центар на меѓународното внимание, илјадници посетители, илјадници туристи, љубители на културата, уметници, медиуми доаѓаат во Охрид да го почувствуваат спојот на уметноста, природата и историјата. И затоа, како министер за култура и туризам, гор сум што стоиме зад овој фестивал, не само што ја промовира културата, туку и го поттикнува и културниот туризам, ја јакне и економијата и ја позиционира Македонија на културната и туристичка мапа во Европа и во светот. Ова поддршка ја потврдуваме и конкретно. Годинава Министерството за култура и туризам одвои 31 милион денари за реализација на фестивалот, како вложување во културата која инспирира и обединува, но и со заеднички сили на директорот, селекторите, управниот одбор и вработените имаме и многу повеќе поддржувачи и општествено одговорни компании кои што се повеќе и повеќе влегуваат во овој реномиран фестивал. На крајот на организацијскиот тим на фестивалот, на уметничките селектори, на локалната самоуправа и на сите, на градоначалникот и на сите партнери и поддржувачи му патувам искрени честитки и благодарение на вашата посветеност 65-тото издание на Охридско лето ќе биде вистинска културна прослава со европски сјај. Воедно и на сите граѓани, на сите посетители му патувам покана ова лето да бидат дел од Охридско лето, да бидат присутни овде во Охрид, да ги славиме сите заедно музиката, театарот, уметноста, потврдувајќи дека кога културата се негува, таа враќа со светлина, со инспирација и со достоинство. И на крајот, дозволете ми да потсетам дека ми е посебна чест што денес како министер за култура и туризам стојам овде пред вас и ви се обраќам затоа што во 2016-17 година бев и дел од овој прекрасен тим, од оваа прекрасна институција како селектор на драмската програма и морам да потенцирам дека е една од најстабилните и една од најдобро организираните установи
во Република Македонија, што сум особено горд и што стекнав овде голем број на пријатели. Особено сум среќна што конечно можам наученото и стегнатото искуство и знаење во Германија во текот на изминатите години да можам да ги презентирам на охридската сцена со цел збогатување на македонската култура на нашето македонско тло. Програмата изработивме со огромен и интензивен ангажман во тесна и секојдневна соработка со сите засегнати страни институции. Постојана размена на идеи и информации, како и детално усогласување на музичко-културните аспекти со директорот. Благодарение на ова исклучително динамична тимска работа, успеавме во исклучително кратко време да составиме програма која верувам дека ќе ја одобри и ќе ја воодушеви и публиката. Станува збор за 29 музички настани со учество на повеќе од 300 уметници од Соединетите Американски држави, Европа и Кина. Целта на музичката програма беше да создадеме платформа за културна размена на врвно ниво. Со уметници чиј втор дом се најреномираните светски концертни сали. Сакавме да ги покажеме нашите вредности, но и со искрен интерес да ги чуеме и нивните. Да изградиме простор што ќе биде топол дом каде и уметниците и публиката ќе се враќаат со голема радост. Јас искрено се радувам на ова 65-то роденденско издание на Охридско лето и се надевам дека ќе допринесе, ќе предизвика голем интерес и ќе предизвика големо задоволство кај сите љубители на музика. Охридско лето е прослава на уметноста во срцето на еден од најбавите градови во светот, каде што звуците на аплаузите долго одекнуваат после изведбите на представите и концертите и се спојуваат со природните убавини на Охридското езеро и историската аура на градот Охрид. Оваа година во драмската програма ќе имаме чест да проследиме мозаик од најразлични жанрови и стилови, уникатни креации на врвни актери, иновации на најразлични современи читари на класични и современи дела.